Вести на Канал 8. Добар ден. Водостопанство на Македонија започнува постапка за реконструкција на левиот магистрален канал од хидросистемот Брегалница на потегот од Зрновци до Бурилчево. Веќе е распишан јавниот повик за изработка на основниот проект, со што ќе се создадат услови за практична реализација на градежните работи на терен. 500.000 денари планира да потроши акционерското друштво Водостопанство на Македонија за изработка на основен проект и ревизија на рехабилитација на левиот магистрален канал од хидросистемот Брегалница. Се работи за планирана реконструкција на оштетувањата на каналот на делницата од Зрновци до Бурилчево во должина од над 18 километри. Со изработката на проектот ќе се добие технички документ за подобрување на условите за пропусната моќ на каналот, намалување на загубите на вода и можност за задоволување на потребите на крајните корисници. Јавниот повик за избор на фирма што ќе го изработи основниот проект е веќе објавен, а според одговорните во водостопанското претпријатие за целата постапка ќе се искористат средства од европските финансиски фондови. Тоа е преку ИПАРТ програмата, преку Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделието и руралниот развој. И после изработка на овој проект треба да биде распишан и тендерот за самата рехабилитација. Се надеваме дека сето тоа ќе биде безпрекорно, дека ќе дојде во најбрз можен рок и веќе ќе излезе механизација на терен за да се санира конечно веќе тој канал. Иако можеме да напоменеме дека левиот магистрален канал е во многу подобра кондицијска состојба отколку десниот. Инаку на терен веќе се работи на расчистување на дел од каналот, за да се овозможи негово ставање во функција на делницата што е во подобра состојба, односно каде што загубите на вода би биле помали. Веќе е почнато скоро 2 недели со чистење на самиот лев канал. Моментално се наоѓаат механизацијата меѓу Видовиште и Мородвис, значи го одменуваме село Мородвис и може да заклучиме и од снимки што ќе прикажеме дека состојбата е многу добра на левиот канал во однос на десниот канал. Во изминатите 50 на години од изградбата на хидросистемот Брегалница имало повремени одржување на левиот магистрален канал во рамки на расположивите средства. Сепак на некои делови оштетувањата се толкови што тој не е во состојба да ја извршува својата функција. Тоа предизвикува големи загуби на вода, поради што потребна е итна реконструкција и примена на автоматизација со управувањето на водата, за да се постигне поголема рационализација во незиното искористување. Започна асфалтирањето на полскиот пат во село Мородвис, со кој што ќе се обезбеди побрз и полесен пристап на земјоделците до своите земјоделски површини. После овој ќе се асфалтира и полски пат во село Зрновци. Започна асфалтирањето на полскиот пат во село Мородвис. Станува збор за полски пат кој што обезбедува многу побрз и полесен пристап на земјоделците до своите земјоделски површини и е еден од првите полски патишта во Република Македонија, истакна градоначалникот Блаже Станков. Во овој момент се работи на полски пат со должина од 700 метри, ќе биде асфалтиран со широчина од 3,5 метри. Финансиската реконструкција на овој пат е околу 3 милиона денари, средства кои што ги обезбедивме преку Бирото за регионален развој. Ќе биде од големо значај на земјоделците, бидејќи ќе обезбедиме многу полесен и побрз пристап до нивните земјоделски површини, така да се до тоа ќе се створат услови земјоделците, значи да можат да се бават и со подоходовни култури, со оглед на тоа што тие значи многу почесто и побрзо ќе можат да стигнат до нивните парцели. Станков најави и почеток на изградба на полски пат во село Зрновци со должина од 1,8 километри. Средствата за овој пат се обезбедени преку Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој. Во општина Чешиново Облешево завршија градежните работи за реконструкција на мостот кај селото Соколарци. Освен тоа, подобрен е асфалтниот пристап до селото како дел од регионалниот патен правец Р2342. По 4 месеци од изведувањето на градежните работи, деновиве заврши реконструкцијата, односно изградбата на комплетно нов мост на регионалниот пат Р2342 на влезот кај селото Соколарци во близина на млечната индустрија Осогово Милк. Со тоа повторно е воспоставено нормалното одвивање на сообраќајот, што поради изведувањето на градежните работи беше пренасочуван, а за возачите беше поставена соодветна сообраќајна сигнализација.
Изградбата на овој сообраќаен објект е дел од програмата на Европската Унија за санација на штетите од поплавите, финансирана и спроведена од страна на UNDP, а во соработка со локалната власт. Должината на мостот изнесува 13 метри, а вкупната вредност на градежните работи е околу 150.000 евра. Изведувач на реконструкцијата беше компанијата Жикол од Струмица. Со изградбата на овој мост, надминат е сериозниот проблем за жителите на Соколарци и околните населени места од општината Чешиново-Облешево. До сега и при најмали врнежи, постојниот пропуст немаше капацитет да ја пропушти недојдената вода и доаѓаше до излевање, што го отежнуваше движењето на сообраќајот по коловозот. Паралелно со изградбата на новиот мост, во Соколарци се работеше и на проширување и уредување на улицата на самиот влез од селото, која е дел од регионалниот пат Р2342. Со градежните работи извршено е поврзување и асфалтирање на улицата во должина од околу 300 метри. Со подршка од УСАИД, Виница со конкретни чекори во борбата со климатските промени. Со регулацијата на коритото на река Осојница, жителите на Јакимово ќе бидат заштитени од поплави. Обнова на бреговите на река Осојница, кои беа значително оштетени во последните неколку поплави, заштита на мостот во село Јакимово од речни наноси, реконструкција на каскадните прагови и чистење на речното корито од дрвја, се мерките што се преземаат како приоритети кои произлегоа од стратегијата за климатски промени, што општина Виница ја изработи со помош на УСАИД и Милион Контакт. Општина Виница е чувствителна на ризикот од поплави заради обилните врнежи од дожд и топењето на снегот кои се карактеристични во есен и пролет, а најврнежливи месеци се ноември и мај. Најголемата притока на река Брегалница е Осојница, чии леви притоки Блатешница и Липечка река извираат од пределите на Плачковица, богати со врнежи. Водите на река Осојница и незините притоки служат за наводнување на полињата, особено со тутун, ориз, пченка, градинарски култури и житарици, но и представуваат голем проблем при нивното излевање, уништувајќи го земјоделското земјиште, патната инфраструктура, подкопување и ронење на брегот на реката и представува небезбедно место за пешаците и возилата. Од таа причина, граѓаните и работните групи вклучени во проектот со експертска помош од УСАИД и Милион Контакт го избраа пилот проектот уредување на коритото на река Осојница, низводно и возводно од мостот на реката во село Јакимово, како најприоритетна мерка што ќе го подобри адаптивниот капацитет на општината при справување со климатските промени. Директорот на УСАИД, Джеймс Стајн, вршајќи увид во градежните активности кај село Јакимово, ги резимираше придобивките од проектот. Како што расте појавата на екстремни временски настани, предизвикани од климатските промени, како што се интензивните врнежи од дожд, кои често доведуваат до поплави во Виница и во овој регион, така се зголемува потребата од нови, иновативни пристапи, кои ќе им помогнат на локалните заедници да се справуваат поефективно. Признаваме дека, иако за спречување на климатските промени потребна е силна меѓународна заложба за дејство во однос на климата, луѓето на локално ниво, луѓето како вас, исто така имаат клучна улога во справувањето со ефектите од климатските промени, вклучувајќи ги зголемените поплави. Главната цел на проектот на УСАИД за општински стратегии за климатски промени е да ги подготви локалните заедници за влијанијата на климатските промени и да го зајакне нивниот капацитет да најдат решенија кои најдобро делуваат за нив. Во овој проект УСАИД учествува со 4.341.524 денари, а општина Виница со 1.085.381 денар. Активностите од овој проект, освен во Виница, се фокусирани во уште 9 општини во Македонија. 4-годишниот проект завршува кон крајот на годината. Од 6 октомври продолжува практиката на отворени денови за осигурениците во Фондот за здравствено осигурување. Ова е можност осигурениците да се информираат за своите права. Новина е дека и тие можат да представат некој проблем со добивање на право од здравствено осигурување, а воедно имаат можност да дадат и своји идеи, предлози кои се однесуваат за унапредување на работата на фондот. Од 6 октомври во сите 30 подрачни служби на Фондот за здравствено осигурување, меѓу кои и Кочанската, продолжува практиката на отворени денови за осигурениците.
На овој начин, осигурениците директно од одговорните лица од фондот се информираат за своите права, може да представат некој проблем со добивање на право од здравствено осигурување, а воедно имаат можност да дадат и своји идеи, предлози кои се однесуваат за унапредување на работата на фондот. Значи, секој четврток од 10 до 13 часот во сите 30 подрачни служби кои ги има Фондот за здравствено осигурување из Македонија, осигурениците ќе можат да ги истакнат своите проблеми и да бидат примени директно од одговорните лица на фондот и да се информираат за своите права. Новина за тоа е дека осигурениците може да дадат и своји идеи и предлози за надминување на тесните грла во работењето на Фондот за здравствено осигурување. Отворените денови се дел од заложбите на Фондот за информирани осигуреници, кои представуваат вреден ресурс на повратни информации за активностите и новините кои фондот ги воведува. Осигурениците воедно се и активни учесници во процесот на креирање политики за подобро функционирање на Фондот за здравствено осигурување. Средбите со осигурениците се начин да се согледа перцепцијата на осигурениците за работата на фондот. Средбите се можност за насоки за тоа на што треба да се посвети поголемо внимание, што треба да се подобри во работењето или да се поедностави како процедура. Оние кои не дојдоа на вистина пропуштија многу смеење и релаксација со актерите од театарот комедија. Третата вечер од фестивалската програма на Виница Веритас ја круниса Сашко Коцев со представата Нешто пропуштаме. Цели 2 часа исполнети со смеење до солзи, повеќе од 300 луѓе имаа ретка можност да се релаксираат со 120 минутната представа Нешто пропуштаме на театарот комедија од Скопје. Актерите Сашко Коцев, Столе Мицов, Валентин Костадиновски, Нина и Жаклина, секој во својата актерска улога успешно доловија реални самокритични сцени и случувања од она што тие го работат на патот до успехот. Текстот е пишуван за специјално за оваа представа и баш ја опишува ситуацијата во Македонија со театарот, како ние се сменили уметниците за да најдеме пари за представи, дека мораме да обработуваме други теми за да дојдеме до пари, некои теми кои што дури не засегаат нас како луѓе кои што живеат туку во Македонија. Во моментот туку се третира една ситуација на уметници ставени пред крајен свршен чин, кои што мора во даден рок, последните пола саат да смислат нешто затоа што едноставно така се опуштили. Тоа само може да навикува, тој момент дека се опуштиле, тоа само може да навикува на нас, преконците за нашата, така некоја, можам да кажам, одговорно, ствари тврдам, некоја паушалност, дека се чекаме до последниот момент, но во последниот момент колку е креативен човекот, а разговарајќи со колеги од не сега имавме можност од други држави, се испоставува дека уметникот, ако има месец и пол да направи една представа или да направи било како уметничко дело, без разлика представа, тој остава се за последните 3 дена. Тоа да се испостави дека дури не е некоја паушалност, може да они оставаат во другите држави 8 дена, туку едноставно предходното време он го користи за нешто вари во себе, нешто се крчка во себе, свесен е за своите способности, дека за своите вештини во последните 3 дена тој ќе го сработи тоа, но едноставно претходно само го крчка концептот. Значи, нема правило и нема рецепт во правење на било какво уметничко дело, а најстрашно од се е кога тоа се прави под притисок. А се испостава дека под притисок луѓето се најкреативни. Фестивалот продолжува до петок, а на репертоарот вечерва е Кумановскиот театар со представата Идиоти. Финалето се заокружува со Охриѓани и представата Импровокација. Клубот за планинарски спортови Москито од Кучани во соработка со Бугарското туристичко друштво Оила Рипи од Софија организираат велосипедска обиколка на Охридското езеро. Во рамки на турата е предвидено и искачување на највисокиот врв на планината Галичица. Обиколка околу Охридското езеро со велосипед како дел од активностите на Клубот за планинарски спортови Москито од Кучани ќе се одржи идната недела.
Како партнер во организирањето на турата се јавува и бугарското туристичко друштво Оиларипи од Софија. Во рамки на обиколката околу неголемото македонско природно езеро предвидено е и искачување на врвот Магаро на планината Галичица. Се работи за меѓународна велосипедска тура во која се очекува да учествуваат велосипедисти и рекреативци од повеќе клубови од Македонија и Бугарија. Според планот, тргнувањето на групата е закажано за 14 октомври од паркот во Кочани, каде ќе биде и собирното место. Реализацијата на турата пак се предвидува за наредниот ден, при што обиколката околу Охридското езеро ќе биде на релацијата од Охрид преку Струга до граничниот премин Кјафасан, а оттаму преку Лин во Албанија до Свети Наум и враќање кон Охрид. Се очекува обиколката да трае 10 часа, при што ќе се помине патека долга 100 километри. Од клубот Москито им препорачуваат на учесниците на турата да понесат резервна гума за велосипед, соодветна опрема како и храна за целиот ден. За наредниот ден на 16 октомври од организираната тура е предвидено планинарско искачување на планината Галичица, односно на низиниот врв Магаро. Организаторите напоменуваат дека целата патека е средно тешка и потребни се 7 до 8 часа во двата правци во зависност од групата. Учесниците за планинарење, односно за искачување на врвот, задолжително треба да понесат вода, храна во ранец и чевли за планина, како и облека во зависност од временските услови. Заинтересираните велосипедисти, авантуристи и планинари од Кочани и пошироко, кои сакаат да учествуваат во овој настан, можат да се пријават кај членовите на клубот за планинарски спортови Москито, а подетелни информации можат да се добијат и на Facebook профилот на клубот. И за крајот вестите на Канал 8, спортската информација. Се одиграа надпреварите од второто коло во Општинската фудбалска лига Кочани. Подобар учинок имаа домашните екипи кои забележаа победи на 3 средби, додека гостите изненадија на 2 надпревари. 10 екипи кои во ова првенство учествуваат во Општинската фудбалска лига Кочани го одиграа второто коло. Очекувано, екипите на Брегалница сениори, Сокол Соколарци и Облешево Штрци беа подобри од своите противници и постигнаа 100% учинок, со што на самиот почеток на првенството веќе ја најавија кандидатурата за највисок пласман. Екипата на Агрос Градовци, која иако пријави учество во Општинската лига, во првото коло не се појави на надпреварот против Фудбал Старс, па според препозициите доби суспензија од лигата. На нејзино место влезе тимот на Чешиново, како втора екипа од ова село. Од оваа година во првенството на Општинската фудбалска лига се надпреварува и новоформираниот клуб Олимпик ко 2016, чии фудбалери и покрај добрата игра освоија само 1 бод, што веројатно е резултат на неискуството. Инаку во второто коло се постигнаа следните резултати: Чешиново Олимпик ко 2016 1:1, Сокол Соколарци Чешиново 2015 1:0, Фудбал Старс Брегалница сениори 1:3, Облешево Штрци Жиганци 0:1 и Зрновка Бирлик 3:0. Во моментот на врвот на табелата се Брегалница сениори, Сокол Соколарци и Облешево Штрци со по 6 бода, пред Жиганци, Зрновка и Брегалница сениори кои имаат по 3 бода. Потоа следуваат Чешиново и Олимпик ко 2016 со по 1 и Фудбал Старс Бирлик Кочани и Чешиново 2015 без бодови.
временската прогноза ги завршуваме вестите на Канал 8. Следете не и на нашата веб страница kanal8.mk. Довидување.